Ајде. Почитувани слушатели на Македонската радио програма, вечерва интервју ќе водиме со Александар Јордановски, лингвист кој се занимава со заштита на културното наследство и работи на неколку позиции во органите на државната управа, како Националниот конзерваторски центар, Управата за заштита на културното наследство и Министерството за култура. Најмногу нас во денешното интервју ќе не интересира лингвистиката, македонскиот јазик, заштитата на македонскиот јазик. Господине Јордановски, добар ден и добре дојдовте на брановите на Македонската радио програма. Добар ден и добро ве најдов. Еве, јас како што најавив во ова наше интервју, како што се договоривме, повеќе ќе ме интересира околу заштитата на дијалектите на македонскиот јазик, односно ова интервју, еве, ајде да го започнеме најнапред со вашата книга Дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство или богатство. Да. Па да, наследство е вистински термин, затоа што во македонското законодавство се прави разлика меѓу наследство и богатство. Наследството се подразбира како наследена трајна културолошка вредност, односно трајни културолошки вредности што сме ги наследиле како народ, а богатството се подразбира повеќе како вредност која допрва се создава. Сегашната културна продукција се смета за богатство, она што е примена од публиката и има позитивни критики од, да речеме, од културната критика, од стручните лица. Сега, да почнем од книгата за дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство. Така, неодамна имавте промоција на таа книга и видни личности беа таму, од она што можев да видам јас од... Така. Беше професорката Виолета Ачковска, професорката Наташа Котлар, така. Маријан. Зашто се работи всушност? Иако оваа книга се нарекува Дијалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство, оваа книга повеќе е правна отколку што е јазична. Јазикот е земен само како пример за да се види што значи процес на заштита на одредена културолошка вредност. Односно, ова е теоретизирање на мојата работа во управата за заштита, кога работев во управата за заштита на културното наследство, тоа е периодот од 2005 до 2012 и како вработено лице спроведов незначајни одлуки во однос на македонскиот јазик, односно го спроведов прогласувањето на дијалектите на македонскиот јазик како културно наследство. Колку е значајно ова, самото ќе каже она што прогласувањето го потпишува премиер. Значи, таа е висината нели на рангирање на одредена културолошка вредност. И покрај дијалектите, картотечниот материјал што се наоѓа во рамките на институтот, значи тоа е јазичното богатство, и ти се прогласени за културно наследство, но во една друга категорија како екс леге културно наследство. Но како и да е, без оглед на категоријата, со заштитата на дијалектите на македонскиот јазик како културно наследство е заокружен еден правен процес, започнат уште 1945 година, со асномските одлуки, со одлуката за азбуката, за правописот, за воведувањето на македонскиот јазик како службен. Понатаму тој процес продолжува со 1998 година со донесувањето на првиот македонски закон за што се однесува на македонскиот јазик, тоа е законот за употреба на македонскиот јазик, и вметнувањето на дијалектите во законот за заштита на културното наследство, и тука е направена заокружена правната рамка. Сега, што е интересно за слушателите, особено за Австралија, овој најнов поглед на јазикот, од еден друг агол,
е базиран на меѓународната легислатива. Тоа е Конвенцијата за заштита на нематеријалното културно наследство, донесена во Париз 2003 година. Кај нас е ратификувана со закон 2006 година. Истата година, 2006, е полно важна и во рамките на УНЕСКО, затоа што во рамките на УНЕСКО 30 земји од членките треба да ја ратификуваат па да биде полно важна. И некако тие датуми се подобираат и Македонија и во рамките на УНЕСКО во исти месец се случуваат. И што се случува понатаму? Ние како земја што сме ратификувале конвенцијата, должни сме главните одредби од конвенцијата да ги вградиме во домашното законодавство. И тоа е направено во Законот за заштита на културното наследство. Што е интересно и за конвенцијата и за вметнувањето на јазикот во Законот за заштита на културното наследство. Конвенцијата за нематеријалното културно наследство на УНЕСКО е еден многу интересен и значаен меѓународен акт, што е донесен, кажав, во 2006 година. Така. Што е важно тука? Во рамките на УНЕСКО созрева мислата дека јазичните вредности, фолклорните добра, односно колективната меморија, целокупна на еден народ, песни, игри, ора, сето она што се значи постоење на еден народ или како сопствена карактеристика, созрева мислата дека полека почнува, не само во однос на македонскиот јазик на Македонија, воопшто во светот почнува да се губат тие вредности под налетот на оној глобализам. Сега, првите николци на оваа конвенција датираат уште далечна 1973 година. Боливија ги почнува првите, да речам, николци, интересно е јужноамериканска држава ги започнува овие процеси и понатаму се случуваат одредени декларации, се носат, но ниедна не е на ниво на конвенција, односно на закон во рамките на УНЕСКО. И конечно созрева мислата, 2003 се носи конвенцијата и се е широко прифатена од земјите членки на УНЕСКО. Понатаму широко е прифатена... Што вас ве натера да го истражувате тоа? Која беше причината? Значи, причината, мислите за конвенцијата? Не, мислам да сакам да се префрлиме повеќе околу лингвистиката, околу македонскиот јазик, за да бидеме поконкретни околу тоа. Што, например, еве вие да ја направите вашата магистерска и да публикувате книга за дијалектите, што тоа беше што недостасуваше вие што гледавте како научник? Што е пресудно? Ова конвенција овозможува културолошките вредности на еден народ и во конкретниот случај јазичните да им се даде висока државотворна вредност, односно висок степен на државотворен елемент. Не е мала работа премиер да ви подпише дека дијалектите на македонскиот јазик се културно наследство. И директор на управа да ви подпише дека картотечниот материјал е културно наследство. Има тука една работа во однос, нели, затоа што во последниве 5 години живееме во еден период на интензивно оспорување и на македонскиот јазик и на македонскиот идентитет. Каде е сега нашиот адут како Македонија во однос на сето оно што ни се случува? Ние ги имаме заштитено дијалектите, но во рамките на границите на државата. Законот не дозволува да излеземе надвор од рамките на државата, а сите знаеме дека дијалектите не завршуваат со државните граници, излегуваат.
зборувам за македонскиот јазик конкретно, но тоа важи за секој друг јазик. Нема остра граница, нели секаде има некаде малцинство од другата страна. Не, да, има во Егејска Македонија, Пиринска Македонија, има во Значи, Гора, Голо Брдо, Преспа, има во Србија. Ете така, значи и во дијалектниот атлас на македонскиот јазик, тамо се стојат пунктови кои ги одредил Институтот за македонски јазик за истражување на дијалектите на македонскиот јазик надвор од границите, и во Пиринска Македонија, и во Егејска, и во делот за Албанија, и во Борово Косово. Што можеме ние како држава да направиме сега? Покрај тоа што ги имаме заштитено ние дијалектите на македонскиот јазик, ги имаме прогласено, ние ги имаме прогласено и дијалектите на албанскиот, на турскиот, на влашкиот јазик, но дијалектите што автохтоно се развиле во рамките на Република Македонија, и со тоа ние покажуваме висок степен на демократичност и практично спроведување и на конвенцијата, она меѓународната од ЮНЕСКО, но и на Законот за заштита на културното наследство. И сега, што може ни, каква комуникација ни овозможува да воспоставиме и со Бугарија и со Грција. Бидејќи имаме македонски јазик, дијалекти и во Грција и во денешна Бугарија. Ако ние ги заштитиме дијалекти, Повелете. Ако ние сме ги заштитили дијалектите и на македонскиот и на народите што живеат во рамките на Република Македонија, а имајќи предвид дека и Бугарија и Грција ја имаат ратификувано оваа конвенција од ЮНЕСКО, практично и ние можеме да побараме институционално, ако се има знаење во институциите, зборам, тоа е клучниот услов, ако се има знаење и ако се знае и силината на оваа конвенција и на Законот за културно наследство. Можеме да побараме да се заштитат македонските дијалекти како културно наследство, но како малцински јазици таму. Имате такви намери? Законот овозможува и меѓународната. Меѓутоа, овие новите закони, Преспанскиот договор, сега и Бугарскиот договор, ние се откажуваме од македонците во Пиринска и Егејска Македонија. А не јазик да бараме дијалекти. Затоа кажувам јас, не знаеме да ги користиме веќе ратификуваните меѓународни спогодби. Затоа велам, ние треба, ако се има знаење, ќе се знае како да се игра. Кога се нема знаење, постојано сме дефанзивни, постојано само се повлекуваме. Да, за жал се губи тоа, се губи и во Република Македонија. Еве вие како лингвист знаете дека и Институтот за македонски јазик нема вработено нови личности, па ниту има финансиски средства за истражување на македонскиот јазик, односно за одржување конференции, семинари и така натаму. Па ќе го прокоментирам и тој дел. Во периодот додека работев во Министерството за култура, бев одговорен за Институтот за нивните проекти во надлежност што се за културата, нели како културно наследство. Така. Значи, Министерството за образование и наука речи си да не доделуваше средства. Додека бев, речи си, јас го спасував институтот од елементарно постоење со проекти, со финансиски средства. Тоа се траеше околу 10 години, сега немам увид како стојат работите од Министерството за култура кон Институтот за македонски јазик. Но факт е дека најголемиот проблем е кога се укина Министерството за наука, се стопи во Министерството за образование и наука, и науката стана сектор во рамките на Министерството за образование. Во еден период имаше намера од сектор да се смали на оделение и тоа веќе ќе беше тотална катастрофа, но за сега е се уште сектор, но финансиите кон научните институции, особено кон
македонски јазик се исклучително слаби. За вработување да не зборуваме, повеќе од 20-30 години нема вработување. Само ќе кажам еден пример многу интересен. За време на претходната држава, нели Југославија, Југословенската федерација, институтот број околу 70 луѓе стручен кадар, плюс администрација. Сега број 25 до 30 луѓе со се администрација и куќето и мачето пред вратата што стојат. Не разбирате. Сега имаше една вест дека примиле околу 17 луѓе, што е, да речам, добра вест после толку време, но недозволиво е да се моли институтот да го моли општеството 20 години за вработување. И сега тука, независно од политичката констелација, каков е односот на Југославија кон Институтот за македонски јазик, значи имаме 70 вработени, а каков е односот на Република Македонија кон Институтот за македонски јазик? Не разбирате? Апсолутно несоодветно, да. Апсолутно несоодветно. Да. Да не зборуваме за пропорционалноста на буџетот, тогаш и сега. Значи, ако некоја држава се осамостои, прво што треба да биде примарно во однос на културата, на јазикот, тоа се националните научни установи. Еве Институтот за македонски јазик. Особено јазикот, нели, каде е јазикот, таму е татковината. Така, дополнителна информација, зградата на Институтот за македонски јазик е изградена со донација од диаспората. Да, да. Целосно. Но меѓутоа, баш да искористам ова можност, често пати јас се сликам пред таа таблата, што е, но многу не се гледа воопшто. Таа табла треба да биде навистина гордост за македонците, за вработените таму, дека диаспората помогнала. Да врвиш покрај тоа не се чита воопшто, не се забележува. Таа институција треба да биде репрезент, односно прва институција по сите општествени прашања. И уште нешто би сакал тука да искоментирам. Сите овие 5 години на, да речеме, спорување, на проблематизирање на идентитетот, на јазикот, како да се наречи, дали е регионално писмена норма, па македонскиот е дијалект на бугарскиот, разни именувања, нели? Тоа се провокации, нели, во однос на македонскиот јазик. Апсолутно, да. Провокации. И институтот, и катедрата многу се молчеливи во однос на Па добро, јас ќе си земам за право да ја оквалификувам како највидновна директорката. Јас чекар понатаму со споредбата. Добро, ако одиме и до Министерството за образование и понатаму и до премиерот Зоран Заев, сето тоа е, меѓутоа таа е со нив мислам многу блиска и реакциите кога беа од Симона Груевска, од Елка Улчар и останатите кај премиерот Заев тогаш, ние го викаме предавникот, се извинувам јас за моите слушатели, предавникот Зоран Заев, и на вас ви се извинувам, бидејќи тој воопшто ништо не прифате од македонската научна фела, ниту од историја, ниту од лингвистика, ниту од култура, ниту од традиција, од обичај, се преименува. Она културно што кажувате вие сега, ние немаме македонски ансамбл, имаме национален, меѓутоа немаме македонска нација. Граѓани имаме, никој не се осврнува кон македонска нација или македонски народ, никој не го зборува. Се тоа, дали се новинари, дали се насекаде тоа се зборува така, граѓанството. Поболете, ви го зедов зборот. Се извинувам. Јас одам чекор понатаму со една поинаква споредба за да направам една пластична слика за молчаливоста, нели, на лингвистите кои треба да бидат гласни, зборувам за оние научници кои треба да бидат погласни. Ако сега имаме сега оспорување, проблематизирање, нели, пропаганда, регионално јазична норма, па дијалект на бугарскиот, значи најразновидни провокации. Имаме од друга страна
премногу молчење или така срамежливо појавување во јавноста, како народната поговорка, ни моје, ни твое, искажувањето, ни риба, ни девојка. Од друга страна, пак една друга споредба ќе направам. Значи, ова молчење се случува во, нели, самостојна Република Македонија. За време на Југославија, генерацијата на првите лингвисти, Конески, Видоевски, Круме Кепески, тие беа предводници на научната мисла, ама и не само на научната јавна мисла, малку проширено на јавниот дискурс и на јавниот наратив. Значи, тие беа креатори за време на Југославија и беа гласни. И човек да се запраша дали да влезе со тие луѓе во разговор. Значи, треба да се подготвиш, па за да разговараш со нив. И сега имаме Македонија, оспорување од страна, молчење. Тогаш имаме друга држава Југославија, нели Македонија рамноправна, но во рамките на една поширока држава. Приматот го држаат тие лингвисти. Не само во однос на јазикот, во однос на општествената мисла, во однос на креирањето на општественото живење. Така, ајде да кажете ни нешто повеќе за книгата, за дијалектите. За кои дијалекти станува збор? Имате дефинирано ли и наброено? Вака, ова се работи за сите дијалекти воопшто во рамките на Република Македонија. Класификацијата на дијалектите е преземена од монографијата на Божидар Видоевски, издание на Мано, и е пресликана во цел овој процес. Всушност, книгата го кажува процесот на заштита на дијалектите. Значи, не се одеше селективно, се одеше, нели, на покривање на целата јазична територија, пак ти кажам, во рамките на Република Македонија, затоа што ние не можеме да излеземе надвор од границите. Но, пак ќе повторам, ова ни овозможува малку поинаква комуникација со соседните држави, Грција и Бугарија во случајот, па и Албанија, тој делот, нели, имаме пунктови за истражување и во Албанија до корча на македонскиот јазик, малку подостоинствена комуникација со соседите. Ама за да имаме подостоинствена комуникација, кај надлежните ни треба малку поголемо знаење. А го имате опфатено тоа во вашата книга? Тоа е поентата на книгата. Тоа е поентата. Тоа е поентата. Значи, ние имаме законски алатки за Јас не велам борба. Нема што да се бориме за нешто што е докажано. Малку подостојно комуницирање, затоа што јас велам во овие 5 години че имаме некој напад, оспорување, провокација, независно дали од Бугарија, дали од Грција или од кој да е друг. И ние постојано вадиме документи, вака беше, така беше, постојано го докажуваме докажаното. Како да сме немале наука, како науката да се преиспитува, како да се правда пред самата себе си. Нема што да се преиспитува науката. Македонија создала релевантна општествена наука во овој слободен период, зборам од 45-та па до денеска. Имаме институции, релевантни научници, дескриптивниот момент на општествените науки е на високо ниво, анализата е на високо ниво, ние треба од таа точка понатаму да одиме. Да, господин Јордановски, не дефанзивно, постојано се правдаме. Пред кого се правдаме? Пред самите себе си. Па, видите пред кого се напаѓани сме од соседните држави, напаѓани сме и во последните години, не само последните 5-6 години со оваа влада сега, туку и пред тоа. Не се доделуваа финансиски средства за соодветно изучување на дијалектите, луѓе да престојуваат по 3-4 месец дена во соседните држави, па да прошетаат по Воден, Лерин, Костур, Драма, Кавала, па Петрич, пак Гоце Делчев, Сандански, Благоевград, по селата да видат па од другата страна. Јас не сум слушнал дека некој научник наш бил финансиран од властите и да напише една таква книга.
за јазикот македонски, Има, но ретки се случаите и тие ретки случаи што се случиле се на иницијатива на луѓе, на поединци, на индивидуална заложба на луѓе во министерствата, во институциите и така натаму. Еве, јас додека бев во Министерството за култура, инициирав да оди една екипа од Институтот за македонски јазик во Гора, во Косово, и тие престојуваат 10 дена. Има, мислам дека два научни труда излезено од една од колешките што беше тама. Собран е дијалектен материјал. Мислам дека Гоце Цветановски, колегата од Институтот за македонски јазик, беше во Банско. Тој изведе една книга за говорот во Банско. Така. Истиот научник и за мала преспа во дело за Албанија. Беше во екипата беше Илка Јачева Улчар, исто во Косово. Така што се случуваат такви работи, но се многу ретки и се резултат на индивидуална заложба на поединци. Ако се погоди екипата, ќе се направи. Властите се индиферентни, не ги помагаат. Знаеме нема системско делување, се сведува на моментална желба, нели? И на ентузијазам моментален. Но ентузијазмот секогаш и не трае предолго. Така, уште еднаш ќе ве прашам за дијалектите во. Се знае ли бројот во Република Македонија колку има дијалекти, има некој запишано? Како не, значи сега само ќе за да бидам поконкретен, ќе само малку. Да, и сакам да потоа да објасниме нешто околу другите културни наследи. Вака, сега ќе ви ги прочитам. Значи имаме околу 20 одлуки за прогласување на дијалектите на македонски јазик. Тоа е малорекански, галички говор за културно наследство, штипско-струмички. Значи се оди не се оди на локални говори во села, туку на покрупно класифицирање. Затоа велам преземена од кај Божидар Видоевски класификацијата, штипско-струмички говор, имаме одлука, имаме кривопаланечки говор, малешевско-пирински, скопско-црногорски, тоа е за влашки, прилепско-битолскиот, охридско-преспански, скопско-велешки, вратничко-полошки. Тоа е случајно во 2009 година. За 2011-та само момент. Дебарските говори, реканските говори, тиквешко-мариовски, горнополошки, дримковско-голобрдски, вевчанско-радошки, кумановски говор, кратовски, струшки, јужни говори. Тоа е. Так. Што рековте со Конвенцијата за заштита на нематеријалното културно наследство, Бугарија и Грција имаат подпишано. Сметате, можете ли да подкрените некоја иницијатива околу реципроцитетот? Апсолутно може. Апсолутно може. Знаете зашто? Затоа што кој треба да има таа волја? Прво, таа волја треба да има Институтот за македонски јазик, но таа има и законска можност, ќе ви кажам зошто, и Министерството за култура. Зошто го спомнав Институтот? Институтот за македонски јазик токму врз основа на оваа конвенција и Законот за заштита на културно наследство, во 2005 година од Министерот за култура има добиено уште едно решение покрај она за основањето од Министерството за образование и наука, а тоа решение е врз основа на членот 156, каде што кажува дека Институтот за македонски јазик
е овластен субјект за заштита на јазикот и на топонимите. Што значи тоа? Тоа значи дека има делегирано право на заштита од Министерството за култура во однос на јазичните прашања. Така што и за прашање во однос на државата, и за прашања што се случуваат во однос на конвенцијата на околните држави, зборувам за македонското малцинство во околните држави, апсолутно право има и можност Институтот за македонски јазик. Само велам, дали има знаење и на крај дали има волја. Добро, а за ова што Бугарија го негира постоењето на македонскиот јазик, кој е вашиот став? Например, еве вие се занимавате со дијалектите, а веќе тие го демантираат постоењето на македонскиот јазик. Како ќе се спротивставиме? На кој јазик зборуваме ние сега? На македонски, нормално. Значи, ти имаат проблем со нас, не ние со нас. Да, меѓутоа во институциите во Европската Унија го бараат тоа од нас, од властите. Знаете што? Проблемот со дефинирањето на јазикот од страна на Бугарија е нивен проблем. Во лингвистиката тоа е одамна решено и македонскиот јазик е на светската мапа на јазици и во словенското јазично семејство и во европското јазично семејство. Институциите надлежни за јазикот, конкретно за Институтот за македонски јазик, треба малку да биде погласен во однос на овие изјави, во однос на оспорувањето и да се бори малку, како што се избори сега 17 луѓе да вработи, да се избори малку повеќе да биде доминантен во однос на јазичните прашања и малку да биде појасен и погласен во однос на провокациите од страна што се случуваат. Па тие чинам дека испратија да неколку писма испратија за јавноста, нели има и состанок со Заев. Добро, да не се занимаваме со тоа, сакам повеќе околу ајде и за другите наследства, имате фолклор, имате опфатено националната за културното наследство, фолклорот и што прочитав друго. Еве, ајде да почнеме со фолклорот. Што го сочинуваат тоа сето, што се тие сите елементи, нели? Нематеријалното културно наследство дефинирано е во 3 члена од Законот за културно наследство. Фолклорот го зазема првиот член, тоа се народните поговорки, песни, игри, танци, сето она што значи спонтано создавање на традицијата кај македонскиот народ. Досега имаме околу 100 заштитени нематеријални културни добра, зборувам настрана од јазикот, фолклорни добра. Тоа го води колешката Ивона Опечевска-Тарчевска во Управата за заштита на културното наследство. Покрај тоа што имаме заштитено во рамките на Македонија 100 нематеријални добра, заедно со колешката Велика Стојкова Серафимовска, двете колешки успеа одредени нематеријални добра да ги стават и на листите на УНЕСКО, што е огромен успех за Македонија. Тоа е Орото Копачка од Делчево, гласоечкото пење од Тетово, социјалната практика 4С од Штип, Мартинките и Ѓурѓовден, односно Хдрлес, како двоен празник и кај муслиманите и кај христијаните, но како еден регионален празник од Турција, Грција, Бугарија, Романија, тој регион го зафаќа.
Значи, тие две колешки успеа одредени нематериални добра да ги стават на листите на УНЕСКО. И тоа се траеше до 2017 година. Цел овој процес околу нематеријалното културно наследство одеше во многу нагорна линија од кај 2006-2007 до кај 2017 година, но после 2017 едноставно имаме едно големо ништо во однос на Слободен пат. Апсолутно ништо нема. Апсолутно ништо. Па дури може да се загуби и Охридското езеро кое е под заштита на УНЕСКО. Па тоа е една посебна приказна. Тоа е да не ја зафаќаме таа тема, затоа што тука имаме и природно наследство и културно наследство. И тоа е една поширока тема, треба една цела емисија. Добро, ајде, што друго имате обработено? Значи, јас кога зборуваме дали да зборуваме за историјата, дали за современите работи, јас тогаш ви нагласив за историјата подобро со историчарите, со лингвисти што се занимаваат со историја на јазикот. Јас се занимавам со законодавството и со современите состојби на македонскиот јазик и сакам она што Ајде да го разгледаме онај закон што така, тоа сакав да зборуваше законот за употреба на македонскиот јазик во странство, па тука имаше нели испуштени беа некои турбуленции што нас не ни се многу јасни. Колку тоа вие го имате обработено? Така. За што се работи? Во 2019 година си направи обид да се направи една поголема измена и дополнување на законот за употреба на македонскиот јазик. Прво, формулацијата, тогашната дефинирање на македонскиот јазик е како духовно богатство од посебно културно и историско значење за републиката и таа дефиниција 98 година е сосема соодветна за периодот. Но како тече времето, така се носат нели и нови законски решенија и тука најточна дефиниција сега што би требало да биде дека македонскиот јазик е нематеријално културно наследство и културно богатство на Република Македонија, за да имаме едно сеопфатна заштита на македонскиот јазик. Тоа е едната работа. Втората работа што ми падна во очи во тие измени дополнувањата, сега морам да цитирам затоа што се работи за членови од закон, вели вака: поддршка на учење на македонскиот јазик како странски, _, втор јазик, пазете, во и надвор од Република Северна Македонија. А зошто како странски? Сега да го искоментираме. Прво, втор јазик во Република Македонија, македонскиот никогаш не може да биде втор. Тој е прв службен јазик. Тоа е едната работа. А после вели странски јазик надвор од Република Северна Македонија. Значи, едно е странски јазик на лекторатите, значи, како тука го изучуваат странци кои сакаат да студираат македонски, но има и една друга работа тука, затоа не е прецизиран законот. Ние имаме и македонско малцинство во околните држави и диаспора, нели, и селеништво во Австралија, во Америка, во Канада и во Европа. И сега ние ќе изучуваме во Австралија странски јазик. Не така. Значи, имате во Австралија, вие сте од Австралија, имате трета, четврта, па и петта генерација македонци тамо, кои можеби и не го знаат добро македонскиот, а можеби воопшто не го зборуваат македонскиот, затоа што се во друга јазична средина и англискиот им е доминантен. Но тие се македонци пород и да не го зборуваат македонскиот јазик, македонскиот не е странски. Никогаш не може да биде странски јазик, како ќе биде? Дитото, бабата, чичкото, тетката, им се македонци. Во никој случај и да го зборуваат слабо македонскиот јазик, нив им е мајчин, затоа што се пород македонци. Така што ова формулација странски надвор Република Македонија не може да биде. Понатаму, кај македонското малцинство во соседните држави.
независно што тие мора да го користат заради средината, грчкиот и бугарскиот јазик, затоа што се наоѓаат во тие држави. Но нив мајчин јазик им е македонски. Апсолутно. Апсолутно тие луѓе се билингвални, зборуваат и грчки и македонски во исто време, на пример. Симултано може да зборуваат, но нив мајчин јазик им е македонски. Да, Грчкиот го зборуваат исто како мајчин, зборувам течно, но мајчин им е македонски. Значи, тука стои, тоа сакам да го потенцирам. И затоа втори јазик ќе треба ние да внимаваме каков закон ќе ни донесат или ќе биде се усвои ли овој закон или се уште е на расправање? Не се усвои, го слушам председателот на Советот за македонски јазик, нели, што не реагира на чист овој јазик. Не знам каков е тој чист јазик. Во лингвистиката не е познат чист јазик. Значи, македонскиот јазик е индоевропски, словенски, јужнословенски, аналитички, затоа што не поседува падежи, се заснова на балкански супстрат. Значи, такви определби не се познати како лингвист. Ама на факултет не сум учил за чист јазик. Чист јазик. Катастрофа беше таа дефиниција чист јазик. Сега го слушам председателот на Советот за македонски јазик дека ќе го реафирмира, нели, донесувањето на... И сега дали ќе биде овој текст или некој нов, ќе видиме, нели? Но во тој момент имаше многу нелогични решенија. Значи, ќе повторам, втори јазик во Македонија македонскиот не може да биде. И не може да биде, затоа што тука тој е секогаш прв и секогаш покрај него може да стои друг јазик. И уште една работа што имаше една небулоза, вели во еден од членовите јавните настани што се организираат во Република Северна Македонија. Ова Северна морам затоа што цитирам член, нели? А се финансираат од буџетот, задолжително се употребува, внимавајте, сврзникот што кажува, и македонскиот јазик. Ќе повторам, на јавните настани што се организираат во Република Македонија, а се финансирани од буџетот, задолжително се употребува и македонскиот јазик. Се употребува македонскиот јазик, може, треба да стои, и други. А може да се и. Сега, зошто, сега ме разбирате, зошто сакав да зборуваме за овие современи состојби? Затоа што креирањето на современите состојби ќе го зацементира патот лево или десно. Или ќе одиме по прав пат, или ќе одиме по крив пат понатаму. Историјата, позитивна или негативна, запишана е. Не можеме да ја промениме. Но сега треба многу повеќе да внимаваме, затоа што еве еден сврзник колку го менува значењето. Ќе речете едно и. Сметате ли дека тоа е грешка? Па не мислам дека е грешка. Па не е сигурно, да, нека не е грешка. Мислам дека е грешка. Да, Тоа е дефинитивно. обид, нели? Не мислам дека е. Нема наивности. Може би тој што спроведува е наивен, но некој што го дефинирал тоа апсолутно дека треба да биде македонскиот јазик и да речеме албанскиот или влашкиот или пак турскиот и така натаму. Ма не може да се каже на јавни настани задолжително се потребува и македонскиот јазик. Како да е некој од последните јазици во Македонија, мислам. Да, страшно негација на македонскиот јазик. Има и една друга работа, затоа што кога се креира закон, се креира за да функционира системот и општеството, а не се креира закон за да функционираат одредени поединци во дадено време. Ние сите како поединци сме гости на овој свет, доаѓаме и ќе си одиме. Сите еден ден ќе си одиме од светот. Но не смееме да креираме закони за да се занимаваме ние после пензијата. Не разбирате? Да. Тогашниот текст на законот за употреба на македонскиот јазик се креирани решенија за некој да се занимава после пензијата да има занимација. Ќе ви кажам зашто се работи.
меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид е во надлежност на ректоратот на Универзитетот Кирил и Методи. Назначувањето на лекторите надвор од постранските лекторати е исто во надлежност на ректоратот при Универзитетот Кирил и Методи. И тоа е долгогодишна традиција. И со самото тоа што на ректоратот му е дадена улогата ова да го раководи, му е дадено високо место на македонскиот јазик во светот во однос на семинарот и во однос на назначувањето на лекторите надвор од Република Македонија. Законското решение беше да се формира некаков си одбор при владата и целосно овие надлежности да му се одземат на ректорат. Да. И сега, кој ќе бидат тие луѓе во одборот? Нормално, политичари. Или соодветни поданици, нели? Да, јасно. Политичари, наместени исто како што е комисијата за историски прашања. Тука тие така. За среќа тој закон не збор за комисија несоодветна и која не може да не представува нас сите историчарите драги ги. Ова се три главни линии што ги спомна во Законот за употреба на македонскиот јазик, кои не идоа на остра критика од јавноста. Зборувам и од стручната фела, значи поголемиот дел од вработените во институтот, па и на катедрите за македонски јазик, затоа што имаме 3 катедри, во Штип, во Скопје и во Тетово, беа повеќето затекнати. Значи, се креира закони во многу тесен круг. Јас бев на расправата тогаш, се организираше јавна расправа за законот за употреба на македонски јазик на последниот ден од законскиот рок за јавна расправа. И не повикуваат во 10 часот и ни кажуваат дека до 12 треба да заврши. Како да е тоа нешто формално, да кажеме нешто, па после да си оди, да си тера тие работа. Како на кафе имаше жестоки реакции, жестоки и издржани, не само жестоки, многу издржани реакции и за среќа тој закон се повлече. Сега каков ќе предложат нов, затоа што го слушам председателот на Советот дека ќе најавува нов закон, ќе видиме што ќе добиеме. А кој е председателот? Председателот е професорот по фонологија на македонскиот јазик и професорот по историја за мислата на македонскиот јазик. Тој предмет порано го држеше и Блаже Коневски. Људмил Спасов се вика професор. Људмил Спасов, да. Људмил Спасов направи поголеми штети со македонскиот јазик во изминатите 4-5 години и подпишувањата на овие договори, тврдејќи многу спротивно од она што се залагале Мисирков, Коневски и другите јазичари и сегашните оние што се промакедонски ориентирани со македонскиот јазик. Ќе се надоврзам во однос на штетата. Во 2015 година, после долги години, излезе од печат правописот на македонскиот јазик. Значи, тоа е освежено издание, ревидирано. И сега да бидам појасен, правописот не само на македонскиот, на секој јазик, има ревизија на 10 до 15 години, затоа што јазикот е жива материја, има измени, промени и потребно е рефреширање на секој правопис. Кога се објави тогаш дека ќе се прави нов правопис, председателот на Советот, односно тогаш професор само, а сегашниот председател на Советот за македонски јазик, излезе со жестока реакција во јавноста дека ќе се бугаризирал јазикот. Људмил Спасов? Да. Значи зборам за 12, 13, 14 година, дека ќе се бугаризира, дека се отстапува од Мисирков, дека се отстапува од Коневски. Замислете, истиот тој го
критикуваше, нели, најавата за нов правопис, а истиот учествуваше во делот за фонологија, за акцент и во делот за транскрипција од хрватски јазик во истиот тој правопис. Јас лично се знам, тој професор ми бил, јас му се јавив. Викам, зошто реагираш кога знаеш дека не е така? Ми рече дека знам дека не е така, ама мора го терале од партија да реагира. Да, кај нас партиите се над националните интереси, особено кога По станува. телефонски разговор вика знам дека е во ред се, ама знаеш како е, морам од партија. Тоа е така. Добро, дали нешто требаше да прашам, а испуштив од нашата концепција на интервјуто? Па мислам дека опативме речи се. Добро, тогаш, господине Јордановски, јас ви благодарам. Еве, јас немав можност целокупно ја прочитам книгата, веќе беше краток периодот, меѓутоа сепак задоволство беше да ве имаме за гости на Македонската радио програма и овде во Австралија, да слушнат и ова што го кажавте за светските закони, па на УНЕСКО законите, во Македонија законите, соседните држави, па и заштитата на дијалектите. Па, обидов да кажам дека Македонија ги следи светските текови. Сега колку ги користи во своја полза, тоа е да зависи од луѓето. Зависи од нас самите. Ви благодарам уште еднаш и се најдобро. Поздрав за Австралија. Поздрав.